Обединување на албанската опозиција со цел завршување на речиси 20 годишното владење на Дуј и Али Ахмети. Алтернатива БЕС и демократското движење Низат Меджитија промовираа коалицијата Европски сојуз за промени. Порачаа дека главна цел ќе им биде борбата со корупцијата и испраќањето во историјата на, како што го кажаа, злото Дуј, кој од своето основање во 2002 само 2 години беше во опозиција во периодот од 2006 до 2008 година. Желбата на албанскиот народ за промени е толку голема што нас не натера да ги заборавиме разликите од минатото. Како што може да видите и покрај тоа што порано сме си разменале тешки зборови, денес сме заедно. На Али Ахмети и на сите негови слуги сакаме да им порачаме следното. Подготвени сме, прочитани сте, тргнуваме во конечна демократска битка за искоренување на злото кое го произведувате за албанскиот народ. Гашика Сами и Меджити се на ставот дека претседателските и парламентарни избори треба да се одржат во ист термин. Порачаа дека државата подолг период би била блокирана ако има 2 изборни циклуси, но и дека тоа ќе представува непотребно трошење на парите на граѓаните. Заедно со претседателските избори мислам дека треба да бидат и парламентарните и граѓаните, да не ги мачиме 2 пати, а и да не трошиме многу пари буџетски на граѓаните, но и рокот во кој државата би била заробена политички би било 6-7 месеци ако ги одвоиме парламентарните и претседателските. Така да, кога и да е, јас сум убеден дека дента на изборите, вечерва вака, може да ве повикам од сега, да славиме заедно. Еден од главните постулати на оваа коалиција се евроинтеграциите, но имаат и свој услов за поддршка на уставните измени. Покрај внесувањето на бугарите бараат и бришење на 20% за албанскиот јазик, со што тој во уставот би се изравнил со македонскиот. Кога има простор и време, значи за многу помали заедници, со што се става и се дефакторизира и се става во прашање Бадинтеровиот принцип, кој што беше клучен принцип за да престане војната и да има рамковен договор, тогаш треба да има време и за втората заедница, тоа е за албанците и една за секогаш. Сите знаеме дека тоа 20% се однесува на албанскиот јазик, треба јасно и гласно да стои во уставот албански јазик како службен јазик. Испратија порака и до Алијансата на албанците да соработуваат за предстојните парламентарни избори, но од таму најавија самостоен настап. Партијата на Таравари во моментов е дел од водачката коалиција со СДСМ и ДУИ.